Почитувани, со денешното изгласување на потребата од донесување на предлог закона за употреба на јазиците, почнува постапката за целосно решавање на ова прашање, кое што е отворено со потпишување на рамковниот договор. Со предложениот закон за употреба на јазиците конечно ќе се заокружи процесот на имплементација на рамковниот договор во делот на унапредување на човековите права во земјата. Очекувам дека во соработка со коалиционите партнери, но и со останатите пратеници, во текот на амандманската расправа, значи во следната фаза, ќе дојдеме до комплетно решение кое што ќе биде во интерес на сите граѓани и на сите етнички заедници во оваа држава. Ние како пратеничка група или дел од пратеничката група веќе работиме на амандмански предлози кои очекуваме дека ќе придонесат кон подобро и поквалитетно законско решение. Нашата клучна и единствена цел е Македонија да стане општество за сите, во кое сите ќе бидат еднакви и во правата и во обврските што ги имаат кон државата. Времињата кога во Македонија се добиваа политички поени со разгорување на меѓуетничките и меѓунационалните страсти помина. На оваа држава и треба заедништво и треба соработка за заеднички да се избориме сите за подобро утре. Таа соработка може да ја обезбедиме само ако на се пристапуваме со честни и искрени намери, а не ако калкулираме со соживотот, ако ги злоупотребуваме меѓуетничките односи во зависност од политичките потреби на било која партија. Оваа држава и овие граѓани заслужуваат подобра иднина, подобар живот и сигурно не заслужуваат таков вид на калкулирање. Амандмански ќе реагираме во текстот на законот, во сите оние одредби кои на еден или друг начин оставаат било каков сомнеж или скепса за различно тумачење. Јас ви го кажав ставот на Социјалдемократскиот сојуз и на коалиционите партнери во нашата коалиција. Значи, ние сме на став дека ова значи заокружување на делот од Охридскиот рамковен договор, кој се однесува на човековите права и слободи, и од друга страна, низ дебатата, ние видовме дека секој од политичките партии си имаше различно тумачење, различни изјави, некои се задоволни, некои не се задоволни. Ние сметаме дека ова е вистинскиот начин. Денешното донесување на потребата, значи од донесување на закон, е делот кој ќе ни овозможи сега заедно сите да работиме врз подобрување на текстот на закон. Не е така, значи нема ни една одредба каде што некој некого принудува да учи втори или трет јазик. Ова е закон за употреба на јазиците. Значи не е закон за употреба на некој конкретен јазик. Сите јазици, и така ќе делуваме амандмански, сите јазици, значи вклучително македонскиот јазик, албанскиот јазик, босанскиот јазик, српскиот, ромскиот, се она што нашиот устав го препознава како право на етничките заедници да говорат на својот мајчин јазик, ќе се потрудиме низ ова законско решение да го добие потребниот статус кој треба да го уживаат сите граѓани во оваа држава. Нема таква работа во законот, банкноти нема двојазични. Тоа се, значи, само одредби кои се однесуваат на деловите каде што живее над 20% население од друга етничка заедница. Дали сите пратеници од владеачката коалиција гласа? За закон. Не само ДСДС. Да го видам листи. Пратеничките на ТО гласа за. Видите, ако имате информацијата од листингот, верувам дека е така. Значи јас видите сега, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од секогаш бил и ќе биде демократска партија и
секој пратеник има право на собствено мислење. Значи, ние сме разговарале многу пати за ова, ние не навлегуваме во стилот морате да гласате или треба да гласате или со некакви услови. Нашата коалиција не се заснива на такви узанси, на такви критериуми, така што правото на секој пратеник е да си гласа сходно неговата совест, неговата желба и всушност и неговата интенција за придонес кон одредено законско решение. Јас можам само да ве упатам на владата на Република Македонија, затоа што власта е извршна власт, тоа е екзекутивата во владата. А овдека денеска сте сведоци дека беа присутни, мислам, сите пратеници од парламентарното мнозинство. Така што за мене како координатор на пратеничката група на СДСМ и коалицијата, сметам дека парламентарното мнозинство функционира во полн состав. Работиме на тоа. Ние сме единствените кои изборуваат за тоа, кои сакаат нешто да направат за тоа и многу конкретно ќе имаме, мислам, многу брзо ќе имаме конкретни предлози. Значи, видите сега, за секоја одредба, поединечна од законот, која внесува било каква дилема, ние ќе реагираме амандмански, односно, ако имаме амандманска расправа од сите пратенички групи, вклучувајќи го и од власта и од опозицијата, можеме дури и комисиски да се договориме за одредени недоречености или работи, одредби кои би оставиле сомнеш или скепса. Значи, јас не би навлегувал конкретно сега за униформите, затоа што не се работи за униформи, туку за конкретни служби, меѓутоа во основата на законот лежи комуникацијата на граѓанинот со државата, а не меѓусебната комуникација помеѓу граѓаните. Кон тоа се стремиме и таа интенција ќе ни биде за амандманската расправа и делување амандмански врз текстот на законот. Како, извините, не ве слушам? Не. Нема никакви казни кај граѓаните, значи казните се наменети исклучиво за институциите на системот кои нема да се држат до одредбите на овој закон. Ви реков, овој закон е само интенција за непречена комуникација на сите граѓани на Република Македонија со државата, со државните институции.